Нарекувајќи ја Македонија мила и пријателска северна земја, грчкиот шеф на дипломатијата Никос Кодзијас изрази поддршка за евроатланскиот пат на Македонија и охрабрување за решавање на заедничките проблеми со Грција. По средбата со неговиот домаќин Никола Димитров, Кодзијас подвлече дека се радува што земјава ја надминала политичката криза и додаде дека во интерес на Грција е таа да биде стабилна. Да создадеме значи повеќе доверба, креативно да ги решиме нашите проблеми, секој редентизам да го удриме, да го поништиме и утрото да играме оро со нашите заеднички култури. На прашањето дали Грција ќе има храброст да направи исчекор во надминување на спорот, Кодзијас со став дека Грција досега многу пати покажала храброст и дека со задоволство ќе и помогне на нашата земја со своето искуство и знаење на патот кон Европската унија. Во однос на НАТО интеграцијата рече дека земјава ќе стане членка доколку ги реализира одлуките од самитот во Букурешт. Министерот Димитров посочи дека на средбата немало ништо конкретно околу спорот за името, но дека разговарале за тоа како ќе се одвива процесот и кои се модалитетите, како и за тоа како секоја страна го перцепира овој процес. Димитров немаше конкретен одговор дали новата влада ќе направи нешто околу символите и статуите кои предизвикуваат вознемиреност кај јужниот сосед, но нагласи дека новата влада се стреми кон голема Европа и ќе се однесува во согласност со меѓународните обврски. Ние не сме среќни кога нечии големи мапи навлегуваат во територијата на Република Македонија, така се разбираме дека и Грција не е среќна кога ние или некој мафта со големи мапи. Мислам дека е 2017 година. Мислам дека двата народа многу посреќно ќе живеат ако има мостови и отворени врати. Инаку за време на разговорите на двајцата министри, пред зградата на ресорното министерство се одржа мирен протест на организациите Македонски манифест и Светски македонски конгрес, кои бараат цврсто да се постави црвената линија во спорот за името.